И ништо ја зема во Скопје, Аља се викаше. Прекрасно куќе, значи они се неверојатна раса за чување. Они така се приврзуваат што веројатно со сите куќи имаме на таа раса. Така, но самите поларни раси имаат некоја посебност. Имаат нешто, нешто во душата. Нешто исконско, нешто што ги прави баш посебни. Она може да ти се подчини да ти биде најдобар пријател, само ако соодветно се однесуваш со неа. Ако не, може да те напушти, да реши да. Добро, тоа има значи во генетиката. И што се случи со Аља? Аља ја донесовме во Скопје, се испостави дека е трудна. Јас отидов тој период за Бугарија, она остана да си живее со мајка ми и со сестра ми, ја украда. Ја украда? Ја украда. Некој куќа не има таква судбина едноставно. Од двор, значи украдаа тоа куќе. И после тоа се врзав со, почнав многу да истражувам за расата, почнав да читам. Нормално сите имаме пропусти вакви, такви или онакви кога се работи за куќе, просто не можеш да знаеш се додека не научиш какви се работи и какви се проблеми може да ти се случат додека чуваш куќе, дека може да ти го украдат, дека може да ти се отре, дека може да го удри кола, дека може се може да му се случи. И така. Но затоа треба големо внимание, а и та некои работи не можеш да ги сконтролираш. Така. И ти се изинформира и те усвои оваа раса. Ајде малку да ја представиме низ твоето искуство. Ја би почнала историски. Пошто обично ги мешаат многу со хаски. Ова хаски ли е мало во дете и моето прво искуство беше што е ова некоја голема хаски. Сите такви поларни раси све се хаски. Да. Сите се хаски, да. Потоа малку ќе пуштам или само едот малку се разликува? Така, они освен што влечеле нели хаските и маламутите ги чувале и за лов и за чување деца. Тоа не сум го знала. И они како раса се многу адаптибилни со деца и со луѓе. Значи маламут кога се зима дома никако не може да го натераш да биде чувар. Они се секогаш расположени кога станува збор за луѓе и секогаш се расположени да воспостават комуникација. Да. Особено на нивни терен. Тоа ми е фасцинантно мене, пошто е големо куќето, изгледа страшна, во душата она усвари не знае дека е куќа, она мисли дека е човек цело време. И тоа е многу интересно кај расата. Ја убеди. Не е да убедувањето, она си по дефолт си мисли дека е човек. Како знаеш? Ма имаат проблем, он има секогаш сериозен проблем кога не може да влезе некаде каде што човек смее да влезе или јас да смеам да влезам. Значи со сите алфа баланси, он има сериозен проблем кога не може да влезе таму каде што влагам јас. Особено влезна да ме пуштат, да. Добро, меѓутоа не сака од тебе се раздели и тоа мислам дека е посебно приказна. Тоа нема гајде. Значи можам да ја оставам, мислам дека толку има стегнато од доверба што ако ја оставам со било кого, нема никаков проблем пошто знае дека ќе се врати назад. Затоа има проблем пошто ако ја украдат, да, она може да си тргне. Не знаат да се чуваат самите себе. Па добре, можеби дека им верува на луѓето, бидејќи ви имате пријатен однос со неа. Колку што е добро тоа и толку и проблем во овие наши услови. Така. Тука. Знаеш ли што е фасцинантно? Они ни даваат да обично на изложби има проблем со забите. Судиите никогаш не се ни нафаќаат на маламутите да им ги гледаат сами забите, обично со пси никогаш не го прави тоа. Нив како раса ги чувале како влечна сила. Тоа знаеме сите. Тоа знаеме, да. Ама, за да не мора да го храни, им ги кршеле, да го храни многу, им ги кршеле забите. Еве ако ти се верува. И ги хранеле со солени риби за желудникот подолго време да издржи со таа храна. И затоа има да се вари. Точно. И затоа аљаски маламут како раса, иако е огромно куќе, не јаде многу. Така. Баш чудно, ама има логика се ова кога ми го кажуваш. Да. Ета колку сте спремила, добро ден сте земја. Добро, и го знаеш, знам. И за како ти се смееш, она реагира. Ше умрезам. Така кога си весела? Секогаш реагира вака? Секогаш. И сега што? Ја честувала во разговор. Што? Кажи нешто. Кажи нешто, ајде. Што сакаш? Кој знаеш ује за муабетата? Си прави муабет цело време. Да. Може малку и да земеш за тебе, за да има малку однос према кам мерето, бидејќи таа убавена нејзиниот тој бистер поглед сакам да го доловиме некако. Дојде да ти видиме ваму, ајде си. Дојди малку, ајде да концентрираш тука да се сликаш. Имаш позната газарите, мораш. Така. Кога ќе се зиме една мала мутче дома, што прво треба да се направи или кои се оние грешки кои што не смееме да ги правиме? Има некои чудни правила, нешто што... Има многу правила и многу проблеми со кои што јас морав да се соочам, затоа што ете, ја земав како постаро куќе
и не морав да ја учам на ништо, она си беше порасната здрава сама. И ги има многу нешта на кои што треба да се внимава, особено додека се млади. Обично нели сите куќи имаат потреба да изедат нешто по дома. Да, мора да обележат дека се тука. Да, со тоа што мислам дека е многу... Абе, дојди вамо сега. Дојди вамо, брзо. Дојди. Тука сме на емисија заради тебе денес. Јана може и други емисија да викнеме у клупи, вамо, таму. А овде само со тебе, строго. Што демек сега? Дали тешко се воспитуваат, Јана? Тешко се воспитуваат, да. Освен ако не им ги знаеш точките. Они функционираат неверојатно како на копче. Аха. Значи, ако точно знаеш што треба да правиш во одреден момент, како например, они функционираат како волците, не знам дали знаеш и тоа. Да. Они функционираат како во глутница и таа хиерархија можеш да му ја наметнеш додека е мало, после нема да имаш проблем за ништо. Така. Значи не смее. А како дојде во контакт со храна? Како? Како ја наметнуваш? Како го наметнуваш твојот авторитет? Прво и основно, не смее никој да ја понуди храна. Она мора да знае дека со храната ја снабдува. Така. Ти си изворот на храна. И дури тоа го вежбавме многу кога ќе ја оставиш храната доле, додека не ја дозволиш, така прават и во прво јаде алфата, па потоа се повлекува, па јадат другите волци. Вие дома со чопор на волчици. Абе, страшна работа си бие во дома. Не волцици дома. Добре. И имаат страшна интуиција. Они се раса на кучиња кои што потекнуваат директно од волк. Така е. И да, тоа што титуло го има, точно, се подсети. Значи не се мешани, не се чиста раса. Просто со текот на годините обстојало како раса заради тоа. Така, примитивна раса. Да. И ги имаат сите тие, ете кажувам, не смее да се качува, например, не смееш да му дозволиш на кучето да се качи на кревет. Не смееш да го удриш во ниеден момент. Да. Значи, тоа е многу чудно, што ако го удриш во конкретна ситуација, му правиш стрес, никогаш нема да го научи истото. Така. Тоа зашто е карано. Значи, сум гледала ситуации се збунуваат и се повликува во себе. Да, и му се ствара стрес. Да. И после тоа кога ќе му дојде слична ситуација, или пак на ушите скоро, не знам дали си приметила кога се изплашени скоро залепени уши и така целото гледа. Тоа е плашење и покорство. Тоа е исто кога ќе ги спушти ушите, кога ќе ги спушти очите, тоа е исто игра тест. Затоа што има нели кучиња кои што знаат да станат агресивни, на кои што не смееш да им пикнеш во храната, кои што дете кога ќе му се приближи може да направи белја. Така. Но си е до психологијата, си е до начинот на воспитување и таа прва година на заеднички живот е навистина најбитна. Многу е тешка. Бидејќи треба 6 месеци треба да му се посветиш на тоа куче за да се разбудиме само малку да се симтава. Па Тамара бе многу си нешто мирна. Ти кога си неко вака мирна тоа баш на тоа кучето? Да, секој. Инаку си важат за темперамент, енергични. Не важи. И тоа е исто многу чудно, што куче што е доволно шетано, доволно... па не знам од која раса. Физички активно, да. И ако е присутно со тебе, ако е навикната дека кога ќе седнеш, кажи да. Кога ќе се седне, треба да се седне, тоа е тоа. Така, да. Ти одбраш женка, а обично ти пат, нели, за мажиот ти. Зошто женка? Со женката имаш проблем 1 месец во 6. А со мажиот имаш проблем нон-стоп. Јас мислам дека се многу поверни и многу по-мирни. Да. Смирени. И за лов ловџиите кога бираат. Да. Не брзат негде. Што се знае да направи Тамара, сега ќе ни кажеш ли? Знае сите работи што знаат сите нормални кучиња, да даваме здрав. Сега нема храна, не знам дали ќе сака. Дај едно здраво. Дај здраво. Да кажеш да видиме дали ќе дај ми здраво. Дај здраво. Брзо, дај здраво. Не дава ништо се. Ајде уште еднаш. Дај здраво. Што ти вика? Знаеш ли друго куче што знае возот како прави? Не знам. Тамара знае. Кажи пак. Возот како прави? Добро, ти правиш вака, да се научи. Значи забивате двете по дома. Да. На полна месечина или не? Она одлучува. Добре, планирате да биде... Што друго? Знаеме да умреме, тоа покажавме преска. Нема само вистински. На шала може. Ај здраво, мене ќе ми направиш здраво? Дај здраво. Дојде здрава да направиме. Ај седи да видиме колку авторитет е Јана, колку сум ја. Дај здраво. И мене викаш. Леле, викаш, што те запнале бе вие? Па добре, Микија, ти можеш што да направиш? Како да договоривме ние? Шо сакам од тебе?